Во првиот негов предлог буџет, американскиот председател Доналд Трамп предвидува голема промена во трошоците, при што се кратат многу програми во корист на зголемувањето на финансирањето за војската, како и за изградба на зидот на границата со Мексико. Буџетот која става Америка на прво место мора да има безбедноста на нашиот народ како приоритет број 1, бидејќи без безбедност нема напредок, наведува Трамп во пораката за предлог буџетот. Зголемувањето од 54 милиарди долари за војската е најголемо од времето на председателот Роналд Реган. Елис Ривлин од Брукингс институтот и екс-директор на председателската канцеларија за буџет вели: So it's a pretty drastic budget. It looks a bit like the Reagan budget did way back in 1981, but it's more drastic than that. Парите ќе одат за изградба на бродови и авиони и за подготвеност на силите во борбата против милитантите на Исламската држава. Дел од парите за војската ќе бидат добиени со кратење на помошта за странство и за некои домашни агенции, главно за заштита на животната средина. На Стейт департментот, чии средства според предлогот се кратат за 29%, и на USAID има упатен повик да се реорганизираат и консолидираат. Државниот секретар Рекс Тилерсон изјави дека е подготвен да го стори тоа со оглед на фактот што претходните трошоци едноставно биле неодржливи. Се намалуваат и средствата што Вашингтон ги плаќа за Обединетите нации, а американскиот придонес во мировните мисии се ограничува на 25%. Директорот за човекови права при Обединетите нации Луис Шарбоне предупредува дека ова може да доведе до зголемување на нестабилноста во светот. Human rights are under attack around the world. We see it. We see the rise of nationalism and populism, and it's very important for the United Nations to be there protecting the little people everywhere around the world. Шарбоне го повикува Конгресот да го задржи финансирањето на Обединетите нации. Токму Конгресот е тој кој ќе треба да го усвои предложениот буџет, а таму, според изјавите и на републиканците на Трамп и на неговите опоненти од Демократската партија, тој ќе најде на голем отпор. Како и да е, иако дискусијата во двата дома на Конгресот би можела да потрае неколку месеци, председателот Трамп е оној што ги постави условите на таа дебата.